овој буџет е еден од најголемите. Зошто? Заради тоа што обврска наша е да ги префрлиме сите долгови стари, кои што ни ги оставија предходно, да мора да влезат како обврски во наредниот буџет, и тоа се тие негде околу 100 милиона, плюс кредити од 28 милиона, новиот кредит кој што е останат за да во делот на водоснабдувањето 20 милиона, и сето тоа вкупно заедно прави на основниот буџет негде околу 337 милиона денари. За разлика од претходниот буџет, само сакам да направам една споредба, каде што основниот буџет бил негде околу 300 милиона или 299,098, кога ќе ги извадиме овие долгови на 366 милиона, тоа значи дека негде во овој буџет имаме негде околу 50 милиона денари помал буџет. Тоа во основниот дел. Средствата од блок дотациите, знаете сите дека се трошат директно и тие се наменски, се користат за основните, средните училишта, како и за детската градинка Фемо Кулаков, за музичкото училиште. И делот на дотациите веќе спомна раководителот на Оделението за локален економски развој дека тие проекти кои што се во тек се ставени во буџетот и тоа граѓаните може да го очекуваат. И од тука би почнал само да најавам што е тоа што општина Неготино планира во наредната година да го работи, а тоа е дека овие два проекта кои што ги зборуваше раководителот во делот на подобрување на уличното осветување на општина Неготино, заедно во соработка со општинска гимназија, каде што ќе има промена на голем дел од прозорците, исто и на делот на општинската зграда, промена на 1400 улични светилки. Тоа е проект кој што ќе се одвива во наредната година. Вториот проект кој што исто овде го дававме согласност е делот на колекторот од Тимјаник спрема Неготино. Исто е тој одличен проект кој што ќе даде да кажам едно ново поуредено место во делот на колекторскиот систем Тимјаник Неготино и нормално да ја намали непријатната миризба која што доаѓа од отпадните води кои што доаѓаат во центарот на градот во општина Неготино. Ќе се стартува со работа во Урбан блок 8-1, тоа ќе биде водовод и канализација. Имаме намера, веќе преку Вардарски плански регион аплициравме за проектот да го довршиме она неубава слика што ја оставија во делот на спомен костурницата. Веќе се аплициравме и чекаме одобрение, се надевам дека тоа ќе биде успешно завршено се, негде околу 8 милиона денари за реконструкција, реставрација на спомен костурницата во Неготино. Исто сакам да дадам уште еден проект кој што е планиран за наредната година. Тоа веќе со службите заедно работиме во делот на паркинг просторот, во делот на нови кружни текови. Работиме исто на подобрување и на населените места, во кои што предвидуваме во секое населено место, се спремаме со нови проекти и сметаме дека со едно такво темпо 2018 и 2019 година Неготино значително ќе покаже дека може да биде подобро. Исто заборавив, да не заборавам и делот на градинката која што е аплицирана. Истата таа беше дадена и како делот моето ветување во делот на изборите. Таа е аплицирана, спремна и сме едни од 5 општини кои што имаат комплетна документација. Сакам да се заблагодарам на Оделението за локален економски развој и за сите кои што беа вклучени во овие активности. Стварно се вложивме максимално да можеме да стигнеме со сите рокови.
Накратко не очекува турбулентна година, успешна година. Се надевам дека граѓаните ќе може да направат разлика и во делот на домачинско работење, и во делот на тоа како треба и како се сака една општина Неготино.